Здружение за планинарски спортови, туризам и млади Pathfinders. Здружението е прво од ваков тип по Малешевијата, што е доволна причина во денешното издание на емисијата Патоказ да поговорам со Горан Механџиски, председател на Pathfinders. Горан, добар ден, добре дојдовте на брановите на Македонското радио, Радио Скопје. Добар ден и благодарам за поканата. Pathfinders, барем според она што е најавено, е здружение кое се разликува од планинарските клубови што веќе постојат во Малешевијата. Со која идеја започнавте кога решивте да го формирате ова здружение? Pathfinders е здружение за планински спортови, туризам и млади и има три основни идеи. Планински спортови како прва идеја, со организирање на активности и настани во кои може да се вклучат љубители на различни спортови, како планински велосипедизам, планинарење, офроуд авантури, кампинг и кајакарење на мирни води. Другата идеја е туризмот. Преку здружението и настаните сакаме да ја промовираме Малешевијата како потенцијален центар за алтернативен, односно авантуристички туризам. Со тоа ќе разголемиме понудата на туристите што го посетуваат Малешевскиот регион, ќе разголемиме заинтересираноста правично на македонските туристи, а потоа на туристи од другите земји да посета и престој во Малешевијата. За ова ни се предвидени различни активности, како организирање на тури, работилници, пронаоѓање, средување и маркирање на нови атрактивни патики за различни спортски или рекреативни намени. Додека третата идеја ни е за младите. Како носители и представници на иднината, да ја подобриме нивната едукација за подобар и поздрав начин на живот, да им зголемиме самодовербата и волјата на младите луѓе во донесувањето на општествено одговорни одлуки, да ја поттикнеме и поддржиме нивната креативност и работни навики и да го зајакнат својот интерес и склоност кон планинарските спортови и откривањето на нови хоризонти кон правилната и здрава насока на умствено физичкиот начин на живот. Така, навистина сте тргнале од повеќе идеи, повеќе работи кои што сакате да ги спроведете, да ги направите во Малешевијата. Постоите од неодамна. Кога точно се формиравте и колку членови или представници на оваа ваша идеја имате, од каде се, дали се само од регионот? Како официјално формирано здружение постоиме од 28 септември и веќе неколку месеци го градиме нашиот имидж по кој сакаме да бидеме препознатливи. Заинтересираноста е варијабилна, односно различна кај сите. Едни од кои лесно и со ентузијазам го прифаќаат здружението и сакаат на било кој начин да се вклучат и да допринесат во остварувањето на идејата за нашето постојање, а има и такви кои се уште се сомневаат по искуство од претходно, каде Малешевијата е експлоатирана за нечи интерес или некаква инвестиција која е краткотрајна и неодржлива. Членството во нашето здружение го замислиле на два начини, како членови кои се активни и пасивни членови или почетни членови. Моментално имаме 34 члена, од кои 10 се активно вклучени во работата и активностите на здружението, а остатокот се почетни членови кои не поддржуваат со нивното присуство на нашите тури или настани. Повеќето членови се од локалното население, но имаме и членови кои не се од Берово, но ја сакаат Малешевијата и убавините што ги нуди Малешевијата или се занимаваат со некои од планинските спортови како хоби или професионално, посакаат да допринесат за остварување на нашите заеднички цели. Така, имате навистина широк опсег на делување и добро е да имате од сите профили и членови што ќе ви помогнат во веројатно и голем број активности. Што всушност значи Pathfinders и која е целта на ова здружување? Pathfinders како поим од англискиот јазик нема точен превод на македонски, но се однесува на талкачи, односно личности кои откриваат нови патишта или нови хоризонти, нови можности на действување. Целта за постојањето на Pathfinders е да ги обидени и сите љубители на планинарските спортови, љубителите на природата и заедно да создадеме препознатлив и квалитетен центар на планински спортски активности и центар на авантуристички или алтернативен начин на туризам. Така, претходно рековте дека имате повеќе идеи, односно здружувањето, формирањето на ова здружение потегна од повеќе идеи, меѓу кои дека сметате од Малешевијата, дека
сакате освен туризмот, кајакарење и многу други активности, дали ова значи дека сметате од Малешевијата има многу потенцијали што се уште не се добро искористени? Па како што веќе спомнав, Малешевијата има огромен потенцијал да стане центар на планинско-спортски активности и настани. Потенцијалите се огромни, почнувајќи од недопрената природа, до бујните и раскошни шуми, специфичната клима, чистиот воздух, нашето езеро, бројните реки и сите потоци. А тоа е според нас голем потенцијал кој треба да се искористи, но под еден услов. Никако не смееме да ја наштетиме и да доведеме во прашање загадување или уништување на природата или животната средина. Така, што е она што планирате да го вклучите во вашите активности? Па ние сме се уште на почеток, почнуваме работиме и активно работиме веќе на неколку страни, така да планирано ни активност на терен преку организирање на различни тури и настани, промоција на Малешевскиот регион, соработка со други здруженија, гостување на настани кои се организирани од страна на други здруженија или спортски клубови надвор од нашата општина. Сакаме да проведеме почести еколошки акции, да учествуваме како здружение на закажаните крводарителски акции и сакаме да аплицираме на конкурси за донации или грандови, со што ќе успееме да придонесеме многу до остварување на зададените цели. Така, ова ветува дека ќе имате доста работа постојано, бидејќи се тоа што го набројавте баре и голем број активности. Неодамна ја реализиравте и првата планинска тура. Каде бевте, која патека, колку мина ви се придружија, каков беше интересот? Да, нашата прва планинска тура беше под наzivom Малешевијата во дотна есен. Се одржа минатиот викенд, односно неделата. Како што беше најавено, настанот се одржа по сите препораки за заштита од COVID-19, временските услови беа на наша страна. Турата беше во должина од 13,5 километри, почнувајќи од центарот на град Берово, тргнавме по источно по течението на реката Брегалница, при што до крајот на кејот одевме по него. Потоа се накачивме источно на кај црквата Свети Илија во предградието на град Берово. Од таму тргнавме југоисточно по стратот преку прекрасната борова шума на кај врвот Курилово, кој се наоѓа на 1087 метри надморска висина. Таму направивме пауза со поглед на целата Малешевија и со нова доза на енергија и воздишки од погледот кој ретко се гледа, почнавме да се спуштаме источно на местоста наречена Јоловарник, која се наоѓа на 1015 метри надморска висина. Оттаму почнавме да се искачуваме преку измашена борова и букова шума на кај местноста Линако, односно тоа е местноста каде што се наоѓа Беровското езеро. Оттаму се упативме северозападно преку густа борова шума и стигнавме до Чистинка, односно површина која се користи за пасишта во летниот период, па се спуштивме во туристичката населба Абланица, каде имавме пауза и бевме пречекани на викендица со греана, ракија и домашно кафе. Од Абланица се упативме на кај Берово преку Црвен брег и леговме на некогаш познатото место за сите, наречено Ловното во Беровски во слушнали и вие, од каде по градските улици се спуштивме во центарот на градот. Турата беше од лесен карактер, при што ни се придружија 36 учесници од различна возраст и со различна физичка спремност. Така. Сите беа презадоволни и се по нивните најави се во изчекување на наредната тура. Исто така имавме гости од други здруженија со кои веќе имаме соработка, каква е Повтолку Сорбиница и Гритот Пробишти. Убаво навистина и убаво и дружењето, но колку ова ново секојдневие ви овозможува да ги реализирате вашите активности? Па, тешко е, но не и невозможно, бидејќи ние сме млади луѓе поборници за природата и адреналинот, па доколку како досега ги спазуваме препораките и протоколите за заштита, предвидените активности ќе ги извршуваме едно по едно, максимум след колку што е по наш домет. Така.
И за крај од нашиот разговор верувам ќе имаме можности натаму да се слушаме поради вашите активности. Какви се плановите за следната 2021 година? Плановите се да работиме, да создаваме, да подобруваме, да се дружиме. Најпрвен имаме планови кои се за теренски активности, како создавање на нови патеки за различна спортско-рекреативна намена, организирање на минимум 2 поголеми настани, кои според нашиот план би требало да прераснат во аутдор фестивали, кои ќе бидат по кои ќе биде препознатливо во нашето Берово. И сакаме да конкурираме на конкурси за темите кои ни се добро познати или на кои сакаме во ниве да ги разработиме. Така. Горан, јас ви благодарам што бевте мој соговорник во денешното издание на емисијата Патока. Со успех во реализација на овие планови, секако ќе имаме можност да ги проследиме следната година. И пред се добро здравје, но еве за крај да ве прашам како е во Берово? Имате ли снег, какво е времето денеска? Во Берово ни најавија снег викендов, но посе нема да биде. Времето сега е топло, од сапаѓе наутро рано и вечер температурите паѓаат во добар минус, но преку ден е топло. Убаво е, прекрасно е за посета на туристи. Така. Благодарност до вас уште еднаш, пријатен ден и добро здравје ви пожелувам. И благодарам и на вас за поканата и повелете кога сте расположени, ви очекувам. Благодарам. Пријатен ден, почитувани, го слушнавме Горан Механџински, председател на Сдруженијето за планинарски спортови, туризам и млади Pathfinders од Берово.